Подпредседателе, почитувани колеги пратеници, втор ден дебата во собранието за зголемувањето на минималната плата, мислам дека е доста од темата исцрпена. Секако дека со зголемувањето на цените на струјата, на парното, зголемувањето на потрошувачката кошничка, која што во декември лани изнесува околу 35.000 денари, нормално дека треба да поддржиме зголемување на минимална плата. Еден сомнеж ми стави во оваа дебата уште од министерката, па и доста од колегите од мнозинството истакнаа дека овој закон се донесе со одржани средби, со консензус на синдикати, на стопански комори и така натаму. Еден момент имаше во искажувањето на министерката дека нерепрезентативни синдикати, што според мене отвара еден сомнеж дека можеби тие нерепрезентативни сушност се по теркот и по мерката на владата. Инаку не се сомневам дека треба да има покачување на минималната плата. Инаку вие сте познати по тоа дека со консензус носите закони, ги уважувате сите релевантни фактори, не знам, експерти и така натаму во областите, но кога ќе предложите закон, всушност тие истите кои што се ги консултирале ви упатуваат сериозна критика. Па така, еве, само една критика ќе спомнам, еве Бизнис конфедерацијата, и еве не мора да не слушате и да не уважувате нас, колегите од опозицијата, во делот на Бизнис конфедерацијата искажува вака: клучна дилема е каде ќе се најдат потребните пари, ако стопанството тврди дека нив ги нема. Проста математика покажува дека месечното зголемување ќе оптовари економијата за околу 5 милиони евра, толку би чинело зголемувањето кое би требало да го добијат 110.000 работници, колку што сега се на минимална плата од 15.200 денари. Додека стопанствениците предупредуваат дека овој товар самите нема да можат да го издржат и бараат буџетска интервенција. Значи не мора нас да не слушате, еве слушате буџетската конфедерација, која претпоставувам дека сте ја консултирале. Очигледно и да сте ја консултирале, не сте ни послушале ни уважиле. Значи продолжува вака: зборувам за оние кои се во занаетчиство, трудоинтензивни дејности со мали можности за исплаќање на плата или приходи, не само во пандемија и криза, туку воопшто. И што кажува? Дека ќе бидеме сведоци на засилување на сивата економија, но и на бран отпуштања. На крај ќе дојдеме во ситуација да бидеме уште позадолжени и уште поголеми даноци. Ова ви го препорачува Бизнис конфедерацијата, не опозицијата. Инаку, бевме сведоци дека го одбивте амандманот на комисијата, всушност со тоа покажавте дека сте против скалесто покачување на платите во јавниот и во приватниот сектор. Всушност тој амандман бараше токму тоа, да се почитуваат колективните договори, како што објаснија многу од моите колеги, ја не би се повторувала, кои се всушност ќе бидат, ако се дозволеше и да се прифатеше тој амандман, всушност колективните договори ќе беа регулирани со закон, а нивното непочитување ќе беше кривично санкционирано. Инаку, околу 160 милиони евра се потребни за скалесто покачување на платите во администрацијата, што всушност е иста онаа сума колку што ја потрошивте за енергетската криза, од што бевте многу способни да менаџирате, и не може да има пари за тендери за луѓе блиски до власта, а да нема пари за народот. Сега со овој закон всушност ќе се помогне со 1.900 денари на отприлика 60.000 вработени, што земале 15.300 денари плата, ама не помага на повеќе од 100.000 работници кои примаат плата до 18.000 денари. И навистина може да се постигне за подобри услови да имаат работниците во нашата држава, и има начин тоа да се постигне. Како би можело да се постигне? Па помалку ќе крадете, ќе намалите трошоци, нешто што го најавувавте уште 2016 година, нема да нарачувате мебел од специјална кожа во институции, нема да користите прескапи автомобили и обезбедување, туку ќе одите со јавен превоз. Знаете, тоа се европски вредности. Само кај нас постои тој синдром на надменост на политичари. Во Европа тоа го нема, па нормално е да одат на работа министри со велосипеди, тротинети и така натаму. Значи, нашата интенција беше да има правна смисла законот и да има правишност во зголемувањето на платите. И немојте да цвилите како мачиња кога имало мизогини изјави и навреди од страна на колеги. Навигнете се, зашто токму од вашата, која што треба да биде родово сензитивна влада, така барем ја најавувате, најродово сензитивна, а тоа беше само декларативно, затоа што на
на јаве докажавте всушност дека воопшто не сте, затоа што токму во вашата група има родово несензитивни жени, што многу повеќе ме разочарува и се коси со сите оние залагања што вие ги прокламирате овде. Немој да цвилите како мачиња, навикнете се овде во собрание е ринг на гладиаторска битка каде што нема простор за мачиња. Ви благодарам.